Драги мои, повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Ова недела ве водам на една малку поразлична авантура, инспирирана од спортски доживувања. На почеток, по покана на моите пријатели од Унибанка, одиме во тенискиот клуб ABC Mondano, каде се одржува Unibank Invitational 2025, кој е повеќе од турнир, јубилејна прослава на лојалноста и спортот. Овде се наоѓа и еден многу интересен концепт. Одиме да се запознаеме со еден исклучителен шеф. Здраво Зоран. Марк, здраво, добре дојде. Како си? Не може да знаете како ми е мило што можам да се запознам со Зоран. Навистина, човек Драго ми е. што многу познат, да кажеме, во Македонија, надвор од Македонија, а сега јас ќе го запознам и вие ќе го запознаете малку преку емисијата. Ќе разговараме заедно, ќе ни направи еден доручек, нешто посебно за спортисти. Спортисти, некако мене, за овие надвор што играт тенис. Така? Па да. Готово, Супер. ќе ги нахраниме. Ба, така треба. Ќе ги нахраниме. Што ќе ни направиш како доручек денес? Кажи ми. Ќе направиме денеска еден класичен доручек, Марк. Добро. Бенедикт со сланина. Меѓутоа ќе го направиме со еден мој мал твист. Добро. Со нормално нели на Бенедиктот иде холандес, меѓутоа нашиот холандес ние го правиме под притисок со CO2. Да, биде да има маце подругачија текстура. Да биде малку повоздушен така. и по лајт со тие. По лајт. За спортисти. Па да. Така? Точно така, да. Може да почнеме? Ајде, ја те следам, јас сум тука да те следам. Каква кујна имаме овде на располагање, одлично. Шефот е многу среќен. Ја мислам оти тоа е сон на секој шеф да има голема кујна и Така е. и добра екипа, мислам оти ги гледам таму позади, екипата е тука, многу ќути, си работат. Си работат како се треба, нели? Браво. Види Марк, ние Ќе ги правиме сега поширените јајца. вака се. Добро? Ние нашите поширени јајца, затоа што Добро. имаме голем обем на доручеци на сабајле, Аха. не ги пошираме со класичен метод. Ние ги правиме на пареа во Окей. конвектомат. Има Што систем, да, има систем. Перфектното јајце на 5-6 степени. Ние добро, нашиот конвектомат е малце поголем. Малку појак, Ни да. треба малце појака пареа да пуштиме, ние ги правиме на 67 степени. Окей. Еден Добро. саат. Охо. Точно. Јајцето добива некоја Само убава. го стоплуваш во Точно. топла точно. вода. Значи си има оно веќе исформирана Си има мембрана. текстура, да. Да. Си има Браво. текстура и после само го додаваме јајцето во топла Ова. вода да се стопли. Ова е многу паметно на вистина. Ти припрема, секогаш кажувам во кујна. Мизен плас. Мора Мора да мизен има. плас, Мора. Мора да има. Без мизен плас, чабе. Остани дома. Ете, дојди да видиш како ја става во вода. Ете така, гледај. Хоп. Еве го јајцето, гледаш веќе Да. оно е 70% е веќе Спремен, да. спремно. Сега само ќе го даваме нежно. По француски се вика l'œuf parfait. Лук фафе. L'œuf parfait, перфектното јајце. Ќе го оставиме минута до две, као класика поширено јајце што преме, Добро. само да не врие водата, негде да има некој Да. Да има 80-тина, мерули, да, вака како Да, да. сега. Некој 82 степени да има, минута до две да се стопли, а меѓу време ние ќе си го спремиме лепчето. Значи, Ја можам да кажам, оти човекот е многу прецизен. Човекот си знае температура што треба, све што треба. Има поранешно искуство. На вистина, човекот е врв готвач. знаеш за Бенедикт. Да, English веќе muffin, посебни. English muffin, англиско мафинче. Топ. Ние си ги правиме тука домашни. Браво. Секој е сабајле, да не бидат Спремни таза, за да не денот, бидат да. свежи. Не се многу захтевни. Овие се прават се посебно, дали се прават со кисело млеко или нешто така? Со кисело млеко и со пченкарно брашно од напор, за да имаат посебна крскавост. Океј. Се разбираме. Многу сакам еден човек професионалец со кој можеш да разговараш. Да се разбереш. Да. И знаеш како? Путерот си го прави своето. Јас- Путер и само путер. Што да ти кажам, Зоран, јас сум од Белгија. Белгија се знае. Франција, што правиме? Путер крем фреш. Без путер, без крем фреш. Да. Не се готви, за мене не е готвење. Све друго тоа е. Така ете, се. тоа е. Тоа е Ништо. базата од гастрономијата. Ќе почекаме Браво, малце малку само да се подпечено, да. да се подпече. Океј. Јајцата ќе ни еве гледај Тука при крај, да. веќе почна да се добива оно убава округла цврста форма. Шапо. За Многу ми се 30 на допаѓа. секунди ќе ги извадиме. Е, ова се вика уметноста. Така. Супер.
Што те напред да се вратиш во Македонија? Ти сите знаеме, сите знаеме. Јас знам од Зоран, пред това беше во Малта, дојде во Македонија, македонец, врв готвач македонец, се врати во Македонија, сега да покажи своите, да кажам, вештини во Македонија. Па мислам дека требавте далеко да одиме за да јадеме. Да. Види, мислам дека е време за револуција. Нели? Малце да ги спремиме навиките на јадење, да донесеме нешто свежо, нешто ново. Секогаш го кажувам. Нели? Да не изгорат. Одлично. Точно. Одлични се. Еве ги, убава карамелизација имаме. Сега ќе ги исклучиме. На вистина е задоволство да се задоволство. Сега е задоволство да се покаже нешто ново, да се прави малку револуција во Македонија. Порано, пред 11 години кога јас дојдов, беше малку потешко. Зошто? Немавте наmirници што ни треба. Немавте опрема што ни требаше. Све тоа, текот на времето, дојде. И на вистина сега го имаме не секаде на располагање, имаме добри шефови. Точно. Што имат добра опрема, имат добра екипа позади, што можат да работат со него и да правиме убави јадења. Тоа се бара. Тоа се бара. Не сакам да се прам, ама се гордеам, оти сум мал дел од таа револуција. Ја почнав пред 11 години, а вие сега младите шефови продолжувате. Така. Многу сум среќен. Топа. Да, јајцата се спремни. Одлично. Лепчињата се отпечени. Одиме за сервирање? Одиме за сервирање. Ајде. Па Зоран, мислам ти све припрема овде. Спремни се за... Мислам, пласот ни е кој што треба. Плас, да. Така? Спремни се за... Спремни сме. Спремни сме. Си. Како? За сервирање. Каков задоволство е да видиш до еден ваков шеф. Ајде, те молам, покажи. Да. Лепчето, English мафинот кој што го спремивме. Така? Како е убаво подпечено. Почнуваме, да, убаво искарамелизирано. Почнуваме со него како база. Добро. Имаме одоздова малку салатка од рукава. Добро, зачинета, Знаеме масло, убаво све, маслиново, солца, неедноставно. Одлично. Знаеме дека руковата си дава нели посебен. Го сакам тој шмек, Да, малку пикантно така да. посебен шмек си дава руковата. Точно. Чипс со сланина, го спремивме заедно, така? Какви се? Убав крцкав како што треба. Крцкаво така под забот, клак. Си има доволно калории, баш спортистиве да можат да ги потрошат после на. Не ми дај премногу за мене. Ја не сум голем спортист, од маса спорт што го практикувам редовно. Спортист сум Така? тежок, да. Супер. Добро, ако ние види и во кујна кога работиме, спортуваме. Ти он е шланг, он е навистина човек многу слаб. Ама ме одржава кујната. И мене го одржава кујнајната, ама Само мене ми викаат, како може да си толку слаб Па не може. во кујна? Нормално. Викам, па сега дали може или не може, викам, ја имам една филозофија. Ја готвам храната, не ја јадам. Па не може тоа. Не може тоа. Не, ја пробувам. Мора да се проба, али гледам да пазам да не претерувам. Па Значи, сланината ни е поставена, така? Сега одиме со пошираните јајца. Имаме убаво јајце. Браво. Споширано. Перфект поширан јајце. Вау. Многу ми се допаѓа. Така. Одлично. И сега за крај, она што го зборнавме. Текнува. Холандезот на модерен начин. на модерен начин. Во принцип, моето искуство на Малта научив да го правам. Холандезот нели го учиш од школа да го правиш, меѓутоа таму многу практикуваа во сифон да го прават. Луѓето многу, публиката многу почна да го препознава како по-лајт текстура на холандез. И опасно е секој да се работи со јајца и навистина кога ќе го правиш, минута да го сервираш, може да падне или нешто. Точно. Имаш стабилност. Стабилност, перфекција. Ете тоа. Браво. Ова ќе ни биде. Пробаме на страна. Па гледаш, ако тој го преш, јас ќе го прев на прстот јас, за да не губам ништо. И после, здебели се. Па тоа е. Да. Браво. Па ова заслужува еден аплауз. На вистина кујна, он е така. Браво. И одиме со печен сусам чисто за мало да има семки, така малку протеини. Така? Што правиме сега? Одиме на маса? Па одиме на маса да го пробаме мора, нели? Екипа, одиме на маса.
секогаш кажувам ти, најубавото момент е сега, кога се проба, кога се јаде. Ама во добро друштво. Зоран се, како да кажам, се како се кажа, се дојде се како се кажа? И дојде на маса со мене, се како знам пише тој збор го заборев. Па ни ја се придружи. се придружи. Ми се придружи на маса. Јас сум така. заборал за збор. Па човекот многу време надвор од Македонија, јас многу време исто надвор од Македонија, и уште зборовите што не ги имаме, ама имаме да кажеме нешто слично. Така. Имаме искуство Така. од надвор. Малце од надвор, малце од тука, Ете, така да на иста страница сме. Това сакав да ми објасниш тоа малку, да гледачите да знаат кој е Зоран, од каде доаѓа, кој е македонец, во срце македонец. Во срце потекло. македонец, од Скопје, да. Ете така, ајде кажи ми тоа на мене и на гледачите. Јас ќе ги пробам јајцата, мора. Обавезно да ги пробаш, Еј. обавезно. О, гледај. Ова е убавина. Љубоморен сум ти. Ќе ти остам еден. Ке ми осташ малце? Ајде, само че чисто да пробам јас. Ќе ти остам еден. Ајде Зоран, објасни ми малку повеќе Зоран, за тебе. јас сум Зоран Зоки од Скопје. Добро. Имам завршено ugostiteljsko за готвач. Во која школа? Овде во Скопје? Тука во Скопје, во Лазар Танев. Лазар Танев? О, да гледаш. Nebojša Vuković mi беше О, ќе го поздравиме. професор, поздрав до професорот Nebojša. Да, многу убави години. Ба еден од најценети во Македонија, мислам, Дефинитивно. единствен што направи книга за готвење и све тоа. Дефинитивно. Мојата приказна почна уште при крајот на првата година, нели? Завршуваш прва година и одиш на летна пракса. Да, мојата прва летна пракса беше во Амигос, на улица Македонија. Бев една недела на пракса. И знаеш, да не доаѓаш ти на пракса, Да дојдеш да малце подолго да дојдеш да поработиш. Океј. Нормално се согласив. Зашто да не, нели? Летен период, искуство, паричките. ќе заработиш, имаш Да. паричка за одмор за нова година. И така почна мојата приказна, од тука имав уште некои мали патешествија во низ Скопје, во Тренд, кај Дени, во 4 сезони, да. Најубавите места. Да. Малце Изработив, кога ја отворивме по втор пат Галија, исто да. таму работев на Водњанска како пица мајстор. Точно. Убави години, убаво време многу. Сега вака кога се враќам назад, има поминато 16, 17. Колку години имаш? Јас имам 33. 33 години. На 15 почнав, што значи Исто дека како мене. ова ми е 18-та година во кујна. Браво. И од таму од Галија реков сакам да станам еден комплетен готвач, да научам што повеќе кујни што можам. Голема амбиција. Да, дефинитивно. Меѓутоа, за да си ја исполнам таа амбиција, нели, мораш да прошеташ низ светот, мораш да собереш искуства, да работиш со најдобрите за да бидеш најдобриот. Точно. Во Македонија има добри готвачи, ама пак ќе кажам фали секогаш нешто плюс. Не имаме све. Секаде има добри готвачи. И во Франција да си роден, треба да отидеш до Шпанија, треба да отидеш до Турција, треба да дојдеш на Балканот, нели, за да можеш да искусиш све што можеш да искусиш, да собереш што поише можеш. Нашата професија не прави да бидеме такви, оти да учиш све од истата држава каде живееш и све тоа, окей, ќе те ограничени за мени да правиш, за такви за посебни вкусови. Кога ги земаш од цел свет, јас секогаш кажувам нашата кујна како твојата како моја повеќе fusion kitchen. Точно. Правиме фузија од сите од целото искуство од животот што сме го собрали. Ете така. Моето прво искуство надвор од Македонија беше на Блискиот Исток, во Катар. И имав прилика таму да работам со многу убави готвачи. Имаше од Јордан, имаше од Индонезија, имаше од Индија, тоа зборувам светски врвни готвачи. Да, дефинитивно. Таму имавме поише ресторани. Имаше една франшиза, научив шаварма како се прави таму. Шаварма, на традиционален начин, значи не со машинка, со нож. Како се реди, како се маринира, како се сече, како се сервира. Да, преубаво искуство, работевме во Доха Даунтаун хотел. Хотелска работа, знаеш како иде, тоа е најголемата дисциплина. Што ми кажуваш, ти почна со пици, со шаварма, со такви ствари. А сите мислат, ти ќе почнеш, ќе правиш fine dining, ќе бидиш. Епа. Убаво да се каже тоа, оти сите мислат, ти ќе завршат школу и ќе бидат шефови. Не можеш да бидеш шеф. Првите 3 години во Амигос, првите години и пол, перев марлова и сецкав пиперки. Епа, вола. Не ми дадоа да допрам скарата и тавчињата. Па нормално. Не ми дадоа. Првите 6 месеци во Тренд перев тангери. Епа, да. Треба бидат по 1400 тангери на ден.
1400. Ако почнам да ти ги покажам лужните, Уште остануваат. уште ми се, еве ги, што ми се кршеле тангери во рака. Многу тангери. Браво. Да, мора да се пројдат тие степни, мора да се пројдат тие Знаеш што? ствари, за да знаеш целата работа, да ја знаеш Не од само целата тоа. кујна. Да ги почитуваш луѓето што ја прават таа работа. Дефинитивно. Оти како шеф на кујна лесно е. Ехе, Не, шеф на кујна е како газда. Мислам, оти шеф на кујна треба да ги знае сите степени, точно. за да може случајно еден да не биде тук, да може да го замениш. Точно. Исто како газда, келнер фали, ајде газда. Биди келнер. Точно. Готвач фали, ајде. Готви. И Тоа е. кога ќе се разболи садоперачот, јас ги засукувам ракавите Мора. и застанувам на садопер. Мора. Ама Мора. треба да водиш по пример, нели? Точно. Значи јас застанувам на садопер за да им покажам на сите други Други, дека ако можам ако си јас, шеф, и може они и сите можат да да застанат. Ето така. Слушајте, Многу важно. ова е добар пример. Многу важно. Да. После Катар, следното искуство ми беше Малта, каде што имав една многу огромна среќа. Многу огромна среќа. Океј, ако Нели, го кажуваш, во животот мора да те посака малце и среќа. Мора, да. Имав среќа од аспект на што шетајки по една обала во Сент Џулијанс, влегов случајно во еден ресторан кој што се вика Caviar and Bull, Океј. fine dining ресторан. Кавиар, се И кажува викам, да почетне, да. да, и викам, ми треба работа. Вика, сега ќе дојде шефот на кујна. Шефот на кујна кога излезе, он е 34 години, Добро. сега е кум на моето дете. Им е Па, најдобар другар. Па. Он е од Шпанија, од Барселона, се вика Серджи Хуерга Марин. И он беше сушеф на Алберт Адрија и на Феран Адрија. Феран Адрија. Мугариц, Тикец Ги знам. и Елбули. Елбули. Он ја донесе молекуларната гастрономија во Малта. Малта. Он беше првиот што ја донесе молекуларната гастрономија. Браво. Марк, кога влегов во внатре. Но това е лабораторија. Гледам, тече, прв пат гледам тече Тече назад, назад, молекуларни сфери, кавијари, пени. шо е Викам, ова? кај влегов јас, што се случува? Сите кевнерите облечени во сакоа, со слушалки, Да. само по радио се збори, Да. нема галама, нема се, ништо. да. И само слушаш у кујна, так, само важици, вилишки како тропкаат и како се работи. Имав прилика да одам кај Феран Адрија. Дизниленд. Да. Во Росос, Дизниленд. во Шпања, да. Што се случи, со Серджи многу убаво соработувавме, многу се спријателивме, несебично ги сподели сите тајни, Тоа е важно, сите да. рецепти, ми ги даде сите USB-ња од Елбули, од Тикец, од Мугариц, од Селер Рока во Бас Кантрис, горе што се на север во Шпанија, значи сите рецепти ги имам, Какво богатство. сите техники, да. Браво. И он ми го пренесе тој менталитет на мене, каде што, знаеш, она криењето на рецептите од джеб кога ги ставаш. Тоа се Он ми вика, старите шефови. така. Да. И сега имавме ние случка, еден од шефовите замина Аха. од кај нас, си отиде во друг ресторан и почна да ги прави тие работи што ги научил, почна да ги прави таму. И газдава река, бе, знаеш, он ги прави нашите ствари. И таа реченица ми остана за секогаш, вака во глава, нема да ги изгледаш. Абе, ако е подобар од мене, Па нека ги прави. нека го направи. Па да. нека Тоа ќе покаже. ме натера мене да бидам уште подобар. Вау. Тоа реченица мене ми остана за секогаш во глава и нема никад да ја извадам од мене. И тој менталитет ми влезе во мене и уште го практикувам. денес, да. да. И несебично делам рецепти со кои да е. Се ежам. Значи се дружиме и по социјални мрежи со нашиот Да. македонски готвачи се дружиме. Филип од Германија, Филип, исто да, си да, имаме да. многу И откаде убава гледам, комбинација, да. поздрав и до него, да. Душа човек, со него многу си Точно. споделуваме, си правиме муабет на социјалните мрежи. Сакам да ти кажам, тоа е мојата филозофија околу тоа како ние, како готвачи, како општество на готвачи треба да растеме и да одиме понатаму. Јас можам да ти кажам само едно нешто. Многу сум среќен што те запознавам. Второ, многу сум среќен што ти во Македонија има шефови како тебе. И тоа е нешто што, како кажуваш и ти, како кажуваат и други, што треба да го пренесиме тоа на помладите. Точно. Јас за жал више не одам више вака, одам од другата страна. Моето искуство све тоа се гордеам со вакви шефови. Они навистина заслужуваат да бидеме позади нив и да уживаме со нив. За жал, да, поддршката тоа е. Сениорите. Да, за жал немаме многу време, оти има и мене, како да кажам, работа што ме очекува. Зоран, се надевам да имаме уште прилика Дај Боже. да разговараме, Дај Боже. да како нам да споделиме убави рецепти, ова е нешто да кажеме едноставно, што сите мислат оти е едноставно, ама правете го
Пратете слики, ќе видиме дали е едноставно. Ќе видиме, ќе направиме судија со Зоран, ќе видиме најубавото Ег Бенедикт кој ќе го направи. А јас, извините, ве оставам, одам да работам, работа ме чека. Чао Зоран. Фала ти многу. Фала. Фала. Уау, каков турнир, каков човек запознавме тука, но мора да продолжиме. Имам нешто специјално денес. Како што знаете, се одигра фудбалскиот надпревар помеѓу Македонија и Белгија. Навистина, не знаев за кого да навивам. Здраво, добар ден. Добър ден, шеф Марк. Айде, ви чекат во кујната. Ајде, тука сум. Шефица, здраво, добар ден. Добар ден, Мило добро ми е. дојдовте и мене ми е мило. Секој е чест, секој е добро за вас и за нас. Фала За ви многу. нашата фирма. Епа, тоа треба. Беше договорено со Томи да дојдам да работам со вас, ама гледам, оти вие ја направивте работата. Епа Ја- се завршиле, вредни кумановци. Браво. Ама, навистина, јака работа. Денеска, како кажав, тоа е посебна емисија. Правиме една емисија како да видиме во живо одсвен. Тоа е, доаѓаме во кујната од Дедоцане, правиме евент заедно, па заедно јас го правам, го гледам, они готват и ќе представуваме денеска македонската кујна. Навистина, македонската кујна за мене е малку тешка да готвам. Затоа имаме екипа позади што ја прави преубава. Пред се, јас сакам да ви дадам едно маличко подарок. Па, ја дојдов во кујна што се носи. Престилка. Престрика, ќе имате една убава престрика Благодарам. од нашата емисија. Ете, погледнете, веќе. Фала. Како сме убави, Благодариме. како сме убави двајцата. Да, да. Јас сум тука само за презентација, вие сте тука и за работа. И за работа, Ајде. да, така е, секако. Кажете ми, што ќе готвите денес за нашиот евент? Знамо ти е типично македонска храна, што имаме на мени? А на Кажете мене ми. денес имаме тапче, гравче, пита со сирење, пита со спанати сирење, коленица свинска, нешто мешана скаричка, тука Добро. се тиквичките, шампиньоните, црниот патлиџан, макалата и така тие. Ќе имаме нешто пиндурче. сладко, нешто десерта, како Има имаме? десерт, има Што ќе имаме? баклава домашна, ќе пробаме и од тоа. Имаме комплетно мени, освен ќе имаме да. како шведска маса, луѓето ќе бидат задоволни. Да, имаме тука дедоцане салата наша, Да, таа што е во корпа, во така, корпа со на многу убава е. лепче, да, многу убава, прекрасно изгледа, прекрасна е на вкус и така. Супер. Ма гледам оти вие сте при крајот свем. А, да. Почнате од вчера или од сабајле? Како си? Од Сабајле, се е тазе подготвено. Вчера нема ништо. Браво. Браво. Да, Каква предните раце екипа? на кујна од дедоцане се сработија ова утро. Знам, ти не сте одамна отворени. Пред тоа имаше, се знаеше, Да, баба беше да, тука да. и сега дедо. Се сменја во меѓу време. Баба се оди, дедо дојде. Да, еве дедо го на. дојде и сега ќе работиме за дедо. Океј. Супер. така. Миро ми е, јас ќе гледам малку со вас, ќе видиме како готвите и све тоа и се гледаме за кратко. Океј. Епа, шефицата си отиде, а ние остануваме заедно. Мислам ти убавините се спремат сега. Имаме една прекрасна пита. Ја многу сакам да јадам пита. Ама за жал јас со тесто, знаете, ти сум малку скаран. Ке ми кажете сега тајната како се прават убави пити? Кажеме како не. Прво кој сте? Кој сте? Ми кажавте претходно, ти сте
Сестрата од... Сестрата на Љупчо Гиевски, мастер-шеф во Александр Палас. Да. Поздравувам Да многу. го поздравиме Да го Љупчо. поздравиме Љупчо, Па што да. ме гледа, да, Точно. така. Ајде. Иначе питите на додацанени се многу убави, прекрасни. Да, тегнати, да. имаме пити со сирење, имаме пити со блитва и сирење, имаме пити со прас, имаме пити со спанаќ, Добро. значи секогаш тази пити. Добро. И мислам дека се квалитетни и гостите се Ма задоволни. како ја правите? Оти знамо ти се тоа се тегне, Се тегнат, пити тегнати со сирење, со спанет, ви кажав се. Да, дали има се е нешто една домашно. посебна тајна? Не знам, сирењето треба да биде, не знам, има нешто една посебна тајна за да се прават Нема убави нешто. пити? Не? Нема нешто Зачини некое посебни што се стават или- Не, Не? ништо, Да. да, тестото да биде Раците, меко, раците. само раците да работат, тестото да биде Добро. меко и направено, питите ни се Имаме топла пита, ама прекрасна. Вау. Супер. Епа, ајде, не научивме на тајна за питите, ама видовме како испуснавме како се прават традиционални пити, македонски пити. Одиме на една нова рецепта. Ајде да видиме пак со шефицата, да малку да ни види, да ни каже како се прават други рецепти овде кај дедоцане. Голема чест ми е што токму мене ме одбра да им приредам на делегацијата од Белгија едно несекојдневно уживање во традицијата и културата на нашата прекрасна земја. И секако во нашите превкусни традиционални јадења, во кои верувам повеќето за прв пат ке уживаат. Епа шефица се враќаме кај вас. Вие сте главната овде. Главната од колениците. Коленици, мислам од тоа е уметност да се направи убава коленица, за да се не се прави така, се земе коската, так се и месото да распаѓа. Цела вечер се вари тука во фурна. Добро. Единството 8-9 часа. 8-9 часа. Вау. Да, Окей. и после направиме со кромит, со печурки, со пант сос и Окей. коленицата може. Коленицата, да, обавезно да ги гледам, како кршта. Коленицата предходно издинстана цела ноќ од фурна. Аха. Ја ставаме во грме, посипуваме со пант сос. Да. Тука има лукче, морковче, кромит, магданос, сите зачини потребни за да Супер. изгледа малку така превкусно. Мислам од и муштерите денеска Убаво за око. те уживат не само со око, ама и на вкус, а све, а? Гледайте. Секако. Што имаме? Имаме нешто уште во фурна, знамо ти имаме пици, имаме пуно ствари во печката. На питите се направени, ги покажавте, имаше гравче во печка. Ја обожавам гравче, сум многу голем љубител на грав. Тоа е традиционално македонско јадење. Без Ако нема грав, гравче не бива ништо. Ако нема грав на маса, не оди. Дали му ставате малку нане во гравот? Да, обавезно мора оти. Да. Тоа. Супер. Од сите зачини Ајде. македонски ние што ги имаме и во нашите јадења. Точно така.
Hvala ви много, шефица. Ние покажахме убав дел од кујната. Мислам оти за жал за вас, мислам, сигурен сум, жал вие оти ги немате мирисите, ама ви објасневме малите тајни од големите шефови. Одиме понатаму. Епа сме на маса со Дени. Дени е газдата овде од овај преубав објект Дедо Цане. Сите го знаеме како баба Цана, ама баба се отиде и дедо остане. Епа го имаме сега дедо. Мило ми е. Така е, мило ми е. Добар ден, месио Дени. Добар ден. Добар Он збори малку посебно, еден дијалект, кумановски дијалект. За мене имав прилика да одиме да правиме неколку емисии во Куманово. Они навистина се посебни луѓе. Шармантни, се покажуваат така, големо срце, преубава кујна и навистина сега имаме среќа да имаме кујната, кумановска кујна во Скопје. Така е. Така е, Дени. Така е. Објасни ми малку повеќе за местото, за кој е приказната од Дедо Цане. Зошто дедо? Татко ми е дедо. Иначе порано беше баба Цана кафана. Точно. Така да собственикот ја остави, јас му ја водев 10 години тука. Па со искуство, да. И сега е под мое. Под твое. Така. владење. Дедо сега. Да, сега дедо. Одлучува. Сега дедо одлучува тука, така. Дедо е главен. Иначе на исти принцип работиме како што работиме, значи остануваме да работиме така. Имаме наши сувомеснати производи, без конзерванси, без адитиви, значи Од Куманово? од Куманово, да, од баба Марини се вика, значи сувомеснато. Така пак има нешто со баба, видиш и Господ, да, нешто има, така, баба со без дедо не оди. Тоа е, да. приказната. Исто така, значи од компанијата Насоски взимаме месо, значи квалитетно месо, значи една многу јака компанија во Македонија, така да сите ја знаат. Свежо, секој ден тазе, ти доаѓа од Нема тука, да, ние не работиме, да. Да ти кажам право, бевне во кујната претходно, извини, ти беше зафатен, не можевме да почнеме со тебе. Се запознав со шефицата, со друга колега на шефицата што е сестра на Љупшо, еден пријател мој, еден голем шеф и све тоа. Да. Ми објасна неколку рецепти што ги правите во кујна, а вистина тоа е вистинска традиционална македонска кујна. Так. И тоа е, мислам, оти сите, дали се странци, дали се македонци, дали се други луѓе што доаѓаат во Македонија, сакат да јадат таква кујна. Помалку и помалку луѓето го готват дома и сакат да го имат тоа во ресторан. Така е. Да. Ние значи имаме традиционално тавче, гравче, значи домашни пити, сами си ги правиме, значи како се убави, како личат. Значи, браво. Да, имаме значи исто и печење, значи моментално све печемо и јагње, и прасе има. Имамо и коленице, значи кои се приготвуваат, да, супер, одлично. По 12 сата, така да. Да. Тоа е тоа, значи ние се трудиме значи да го задржиме тој стандард, македонски стандард што го нема некаде во друг свет. Го има, ама го има во Македонија. Во Македонија сите го правиме тоа, сите го прават тоа, ама секој на посебен начин. Така е. Можеме да кажеме оти во секој ресторан ќе го имаш од прилика неколку јадење што се личат, ама секој шеф, секој газда си го дава свој посебен печат. Така е. Свој посебен шмек. Исто мислам за ракијата што е на масата, мора да наздравиме. Добре дошли. Оти се кажува оти во Куманово, ако не пиеш, па не си кумановец. Не си кумановец, така. Живели, на здравје. Како се кажува во Куманово, има нешто посебно да се каже? Не, живели, на здравје. Живели на здравје. Ајде живели. Да се ми живи здрав. А ние се спремаме за неколку поклони, оти на вистина емисијата е малку различна денес, ама газда се газда, мора да има неколку поклони. Може ќе ги сподели после на персоналот на децата или нешто така, ама фала ти. Одиме со поклоните, а ние наздравуваме. Здравуваме. Епа, после ракијата, поклоните. Одиме. Нашите партнери, Карес, подарува еден убав поклонче, воучер 1000 денари. Карес, не знам дали знаеш овде во Скопје, се неколку дукјани така со посебни материјали. Све што е за маса, за вокујна и све тоа, го има во големите молови.
1000 денари, добро дојдени, ако сакат во кујна еден мав нож, ако сакаш убави тањири, све имаш. Благодариме. Благодариме. Овде, први што ми доаѓа на рака, Златополје, сите ги знаеме Златополје, тестенини, Подравка, многу добри тестенини, мора да ги пробаш во кујната. Знамо ти не, мислам, има јувки, има такви ствари исто, може да се употреби и во кујната од дедо Цане. Кристал сите го знаеме, зејтин кристал, Так. имаме, од другата страна, извините, овде е кристал. Имаме зејтин од сончоглед, имаме тан, имаме шеќер во прав, имаме еленка, имаме пудин македонски намирници. Мислам ти ги познаваш и овие се поклон Да, за тебе. користиме ние овие. Масата нема да биде доволно голема, оте кога го правиме така, мора да станам малку. Не, стој. Газда, стои на маса, ќе стане. Имаме президент се знае, млечни производи, салакис, овчо сирење, кравио сирење, биено сирење, алпско, све што ти треба исто за во кујна. Ајде, Royal Fish, тоа мислам ти не го познаваш, они не се толку одамна да кажеме во пазарот, ама полека сите ги препознаваат, оти ги имаме во сите маркети сега. Royal Fish е димен краб, димена пастрамка, ладна димена, топла димена и обезкостена пастрамка. Мора да се проба, да ти кажам право, ја секогаш кажувам оти, овој производ може да биде на масите од најубавите ресторани. Фала ви. За поклоните завршивме, со Дени го завршивме муабетот, сега имаме работа. Мора да се качиме на водно, да представиме преубавите тањири, све што спрема дедо Цане, одиме на водно да го покажеме. Ајде, се гледаме Така е. на Се водно. гледаме на Ајде, водно. Дени, Ајде. одиме. Поздрав. Ајде. Хајде, само што стигнавме на водно сме тука, се наместивме. Многу баба. Времето е прекрасен. Јас од дваите чекав да се сретниме, да направиме нешто. Повтор пат. Да. Меса што ние се познаваме одамна. Да, се знае, ако сакате тартуфи, имате еден човек, е Саша. Саша, ти си еден човек. Да, имаш куче, што е, он е. Куче, драгач. Он ги наоѓа, ја ги Он собирам. како знаеш како не? Со опашот. Чекај, со опашот кој мрда, знаеш што ти најде? Нешто има. Да не кажеме оти ние која опашот ни мрда, ама ајде да не, Океј, што имаме убаво, што ни направи за денес, да имаме така нешто? Оти имаме преубави луѓе што ќе ни дојдат и они сакат да ги пробат македонските производи. Имаме винарија Картал што е тука таму карши, имаме Royal Fish и имаме и тебе. Па да, ајде. Ако правиме кајгана, Добра? Тоа ќе направиме, тоа е предвидено. може маслиново. Ќе правиме со маслиново масло, ќе ги направиме после, знаеш, оти сега немаме многу време, текот на на евентот ќе готвиме, ќе не снимат, ќе правиме тоа. Сега само објаснуваме. Што имаш? Имаме тартуфата, Мед од тартуфи? мед, Тартуфата? ова е сладко. Да. Ова е тартуфата, Добро. мед. Мед со тартуфи. Знаете тоа, да не кажувам пак опашката, ама ова е многу опасно, ти е малку афродизијак Со така. бел Да. тартуф. И со бел тартуф. Со црн, Добро. маслиново стандардно. Добро. Ова Имаме со имам направено екстра неколку квалитет. рецепти, знаеш, тестенини со масло од тартуфи, знаеш како е прекрасно. Солот е. Соло тартуфи? Со тартуфи. Да, со тартуфи. Добро. Што имаме уште? Имаме томато. Томато со тартуфи? Ама имаме све со тартуфи. Да. Немаш крема за лицето со Нема, тартуфи? ќе направиме Не? тоа, ќе И това ни направиме. фали. Бадем со тартуф. Бадем со тартуф. Ама Да. чекај. Со бадем и со тартуфи, што се пие? Оти ова треба да има нешто пијалокот со тоа? Добро вино. Па за тоа ќе одиме да ги видиме. Да. Партнерите што се таму карши, што имаат добро вино денес, што ќе ни покажат. Мислам оти со Добро, тоа, добро. ќе одиме да пробаме вино. Може. Ајде да одиме во виното, ајде. Обавезно, кога се представува Македонија, мора да се покажуваат македонски производи. Што имаме денес? Имаме Royal Fish. Royal Fish е знај, убава пастрамка, димена, пастрамка, ладно димена, топла димена, краб
и тоа ќе имат за пробање. Ајде, сега, доста зборење, кажав ти ќе одиме да пиме на чаша вино, одиме кај виното сега. Па Жордан беше време да дојдеме кај тебе. Јас Саша, он дојде на брзина, ја бев тука, ајде. Мислам ти со убава македонска храна, мора и убаво македонско вино. Да го имаме картал денес. Жордан. Бонжур Жордан, добар ден. Мило ми е што можам денес да те представувам на јавноста, фа мислам ти сите да знаат, да не збориме појќе и појќе. Картал вина, преубави македонски вина, тоа е фамилиарен бизнес, што они сакат да прават убавини за убави луѓе. А ние сме дел од убавите луѓе. Ете така. Можеме да пробаме и да ни кажеш што ни имаш. Многу сорти на вино, многу етикети, ама ние ќе пробаме последната, дури се уште не е готова и етикетата, ама виното готово. Што е ова е шампањ? Да. Шампањ. Шампањ, ние ќе го кажеме како традиционален метод на Метод изработка на пенливо вино. Добро. Шампањ не смееме. Добро. Ќе го отвориме сега. Ајде. Тоа инаку станува збор за автохтона македонска сорта, единствена. Окей. Станушина. Таа е Станушина пенливо. Вау, вау. Имаме премиера денес. Да. Охо. Тоа вау. Мислам, оти ќе уживаме. Фа не мислам, сигурен сум, оти ќе уживаме. Овие топли денови, овие Да. Сите ги посакуваат. Па мислам оти за тебе, а? Многу ми си возбуден денеска, не? Мислам, има луѓе што се навикнати на телевизија како мене, има други што малку му тресат раците, ама убаво му тресат раците. Оти се кога му тресат раци, преубаво вино. Не ми стои позади шишињата, никој не ме гледа. Ајде. Мислам, На здравје. на здравје. Епа, ова премиера на пенливо вино розе од Картал. На здравје. Ете така. Продолжуваме после со други убавини, а ние ќе пробаме ова. Одиме понатаму. Благодарење на моите пријатели од Дедо Цане. Приготвивме превкусни македонски специјалитети. Храната е врв. Одиме да сервираме. Се е подготвено за еден величен свен пречек, но искрено имам малку трема. Сепак се работи за моите две омилени земи и ова го доживувам како нешто повеќе од одговорност и задоволство. Нешто посебно.
На сите вас овде ви го представувам белгискиот готвач Марк де Јонг, кој живее овде. Тој дојде специјално да ни направи шведска маса. Еве ви го представувам. Дека сум амбасадор во наводници на Белгија во Македонија и обратно, и за Македонија кон Белгија. Среќен сум што можам да ве пречекам денес, да ви ја покажам мојата втора резиденција, местото каде што живеам. Ова е убаво место, ќе се забавувате, ќе јадете и пиете добро, но за жал само 2,5 дена, на крај 3 дена. Ви посакувам најдобро, најдоброто е на масата таму, а најдоброто за пиење е тука. Една работа, добар апетит, ќе бидете македонец, уживајте во животот како што уживаме ние секој ден.